Компаниите се повеќе ги користат владините мерки за вработување. Преку нив од 2007 година па се до денеска се вработени над 43.000 лица, а за оваа година преку оперативниот план предвидени се над 10.000 директни вработувања. Ова го истакна директорката на Центарот за вработување Слободанка Алексовска на пресконференција во Сојузот на стопанските комори, која нагласи дека стапката на невработеност во последниве 10 години е намалена за 14% и е на досега историски најниско ниво од 23,1%. Олеснувањата за компаниите за отварање на нови работни места се состои во одредена материјална бенефиција, како субвенција за плати при донеси или купување на нова опрема или репроматеријали, која што во различни мерки е различно уредена, и можност да се дојде до соодветен работник со помош на агенцијата. Додека пак бенефитот за невработените лица е нивно вработување, практична работа, обуки, преквалификација и слично преку низа на различни мерки. Овие мерки ги намалуваат давачките за компаниите, го стимулираат нивниот раст и развој и ја намалуваат невработеноста преку отворање на нови работни места, оценуваат од Сојузот на стопански комори. Од досегашната примена на политиките за вработување во согласно со оперативните планови за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот на локално како и на национално ниво, создадени се повеќе можности за компаниите во насока на зголемување на капацитетот и квалитетот на своите вработени. Вработувањето во приватниот сектор треба да бидат основа за економскиот напредок. Затоа, повеќето од активностите треба да се насочат кон зголемување конкурентноста и развој на приватниот сектор, кој ќе генерира воено и нови вработувања во рамки на компаниите. Зарков истакна дека досега околу 70% од невработените кои што ги поминале обуките предвидени со програмите и мерките се вработиле. Оперативниот план за вработување за 2017 година содржи 23 програми и 11 видови услуги. Моментално се отворени неколку повеќе од активните мерки и програми за кои бизнисот може да се информира во подрачните канцеларии на Агенцијата за вработување.